Почитувани, спротивно на апелите на граѓаните за неградење, швајцарски војкот на ноќта во текот на вчерашниот ден со одобрение издадено од Марин, багери и тешка механизација пристигнаа на локацијата кај мајчин дом и почнаа со градежни активности. Марин пред изборите ветуваше повлекување на ДУП и повеќе зелени површини за аеродром. Состојбата сега е сосема спротивна. Наместо повлекување на ДУП, Марин издал и одобрение за градба, со што ставил подпис на, како што велеше, пред изборите на еколошката катастрофа за аеродром и запирањето на струјање на воздух во општината. Работењето на локалната самоуправа спротивно интересите на граѓаните е недозволиво. Имајќи ги во предвид барањата и незадоволството кое го изразуваат жителите на аеродром од изградба на десеткатницата кај мајчин дом, во име на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, денеска поднесуваме барање за свикување на седница на Советот на општина Аеродром со две точки на дневен ред. Прва точка: донесување на предлог одлука за запирање и спроведување на деталните урбанистички планови, и тоа: ДУП за градска четврт И10 кај мајчин дом и ДУП за локалитет Црква УЕБ кај Тобако. И втора точка: донесување на предлог одлука за задолжување на одделението за урбанизам во рок од 30 дена од донесување на одлуката да изврши ревизија на двата горе наведени урбанистички планови и да го информира Советот на општина Аеродром. Имајќи го во предвид јавниот интерес, апелираме седницата на Советот да биде закажана во најкраток можен рок. Потенцираме, доколку СДСМ не ја свикаат седницата, членовите на Советот сами ќе се состанат согласно член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа. Почитувани, гледаме дека ветувањата на Марин и СДСМ за зачување на зеленилото и повеќе нови зелени површини беа само една обична лага за предизборно манипулирање на граѓаните. Граѓаните видоа дека Марин не работи во нивен интерес. Градежниот хаос не смее да продолжи. Марин и СДСМ да ги прифатат предлозите на ВМРО ДПМН, во спротивно ќе докажат дека воопшто не им е важно што мислат граѓаните. Благодарам.